По околу една месечна пауза, граѓаните на Кочани излегоа на 37-миот марш за ангелите, што го организираше Сдруженијето 16 март 2025 Кочани, а на кој беше изразен револт од текот на судскиот процес за трагедијата во Пулс. Маршот почна од паркот на Револуцијата, продолжувајќи низ трговскиот центар, пред управата за јавни приходи и полициската станица, а пред зградата на основниот суд и јавното обвинителство беа упатени силни пораки. Пред присутните се обрати председателот на Сдруженијето Александар Наунов, кој ги потсети правосудните органи на првичните ветувања дека ќе има по 2 рочишта неделно и строга контрола врз медицинските оправдувања на обвинетите. Денес прашуваме каде се тие ветувања? Гледаме одложување, гледаме оправдувања. Во месец јануари се одржа само едно рочиште. Во февруар досега се одржаа 2, а до крајот на месецот е закажено уште едно. Ако воопшто се одржи. И токму затоа прашуваме каде е ветената динамика? Каде е најавеното темпо од 2 рочишта неделно? Гледаме обвинети кои одеднаш од здрави стануваат болни и доставуваат медицински документација за која ние не знаеме дали е основана или не. А тоа кај нас буди сомнеш дека ваквите действија се во насока на одоволкување на постапката. Слушам информации за привилегии што не смеат да постојат. На првоосумничениот му е пронаден телефон во Келија и се завршило со опомена, срамота. Се поставува прашањето дали навистина се врши редовна контрола во притворот. Што се случува со телефоните на првоосумничениот? Дали се обработени до крај и дали од нив е извлечена целата можна достапна комуникација? И уште поважно, дали е прифатливо лице осумничено во ваква трагедија да помине само со опомена? Или требаше директно да следи казна со краток престој во самица? Дополнително беше посочен и случај на сведок кој во суд дал изјава различна од онаа во обвинителството, при тоа јавно обвинувајќи дека обвинители го менувале текстот во неговата првична изјава. Обвинителството лично утврди дека изјавата дадена пред нив е сосема различна од онаа дадена на суд. Дали ова е документирано, проверено и процесуирано? Јавноста има право да знае. Или ова ќе помине незабележливо? И за сите оние кои однапред тврдат дека случајот Пулс бил толку климаво поставен што ќе паднал, нека запомнат нешто. По тие скали не лежат предмети, не леже бројка, не лежи статистика. По тие скали лежат 63 млади животи, 63 недоискажени соништа, 63 светови што згаснаа за миг, 63 семејства што никош повеќе нема да бидат цели. Од Сдруженијето порачаа дека нивното трпение е при крај и побараа итно исполнување на ветената динамика и правда без компромиси. Ако ветивте правда, испорачајте ја, беше завршната порака од протестниот марш во Кочани. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.